Кога стасав кај Дарко, прво го сгрешив катот. Наместо на 9 стиснав на 8 и ова ќе ми се случува до самиот крај. Која е причината? Во иста ваква кула од градскиот зид, само на друга локација, живеев и јас до моите 24 години и всушност моите го имаа реконструирано станот кој никој пат не го има видено како вистински изгледал пред да го сторат тоа. Се досега. И што сакаш ти сега со овој простор? Па кога ќе влезам сакам како Space Shuttle. Решавам, да. Сакам футуристички стил. Доста гледам научно-фантастични филмови, па ми е останата така. И така сакаш да изгледа и добар. Модерно. Добро, значи модерно, минималистички. Да. Добро. Имаш супер поглед, теме широк таков. Јасно е дека нема ништо да ти се изроди пред оваа добра слика. Претпоставам дека ти цели стакла од горе до долу не би било лошо. Па би сакал да се отварат. Шибер. Да. И што сакаш да видиш? Джедај. Добро. Купиме и меч. Овој ходник сега знаеш нема да го идеш. До тука ќе ти биде всушност. Колку за пред брати. Да не скочи у вецата. Не. Таму спиев јас. Овако јас ти да ти објаснам или ти мене. Ела е твојата соба. Да, имам ти е твојата соба, сега ти како сакаш. Добрај си ја. Ова е? Ова соба ми е во план најмалце да се работи, да. Во иднина. Во иднина. Сега како, не знам, работна или... Плакатчињата, вам ние ги имаме, ама тие си се такви што се, тие се кои што се сеќавам преграда се, нели со спомните? Да, место зид плакат. Добро. Граница што доведат. Во принцип се многу паметно направени овие згради и многу се солидни. Сега можеш твојата слуга да си објасниш. Ова е мојата соба. Че овде би сакал спалната да ме биде. Така. Сакаш нешто по-специфично, нека поинаква атмосфера од таа Space Shuttle? Па може по-смирувачка атмосфера. Добро. Да. Сакал може што повеќе се искористи за кревет. Телевизор би сакал да имам. Некада? Некада, да. Кај може да се изведе? По таваните? Значи по таваните да отплакарат нешто, не знам како. Добро. Ајде, ќе да се направи. Важно. Чекате да видиме составот. Слична е составата. Така. Значи оваа соба скоро нема зидови. Ова е према дневната плакара. Така. Ова е према твојата соба. Така. И па ништо ќе додадеме само по некој зидче. Колку да не биде толку слушливо. Исто има голем прозор од тука. Да. Може некако со ролетна со нешто да... Обавезно ролетни завеси, затоа што е прилично светол станов, така што ќе ти треба тоа. Добро. Па фино. Убав поглед има, и од тука не може ништо излега. Не. Ајде да рушиме. Ајде. Со Дарко не врзуваат неколку нешта. Именет Звездените војни ми беше првиот филм кој воопшто го помнам, а го гледав на 6 години. А Звездените патеки е серијата која ја одбележа мојата младост на негови години. И иако сум нешто помалку од 20 години повозрасна од него, влијанието и ефектот е исто очигледно за сите. И без разлика што од почеток знаев дека тешко е изводлив стан ала Жан-Лук Пикар, го познавав просторот одлично и знаев дека од него ќе биде нешто особено. За стан од 86 квадрати, дневната со влезот и кујната опфаќа речиси 50. Простор доволен од моето лично искуство за добри журки, од барем 50-тина. Како и секој стан од градскиот зид и овој е опремен со големи плакари, што е одличен пример за денешните градители. Нашите беа бели и во многу поарна состојба од овие, па иако заради заштеда на буџет сакавме да ги зачуваме, истиве дефинитивно ќе отпаднат. Кујнскиот простор е огромен, колку половина дневна, па ова дава можности за одлична кујна и за остава, или за проширување на трпезарискиот простор. Единствен минус на станот е големата бања и оставата која е пристапна од бањата. Всушност е замислена како утилитарија, но е без инсталации за машина. И никој не ја користи за тоа. Поточно луѓето ја користат како остава. Бањата била секој пат чудна. Имено има биде, нема шолја. Тоалетот е единственото место во станов и при тоа е пристапно само од кај дневната. Сега да ви покажам што е замислено за така наречениот мој стан на Дарко. Еве како ни изгледа станот пред да го срушиме. Значи само да ви покажам што до сега сме расчистили. Тоа се овие зидови тука, значи целиот ходничен дел со се вратите, ходничниот простор, влезните плакари кои што ја формираа оставата, овој зид и
и така натаму, значи добивме еден чист простор, тоа е тој простор што го видов. Оно што јас го испланирав е следното. Значи, создаваме еден целосен простор на дневната соба, кој што изгледа вака. И ќе имаме простор за голема Г гарнитура, со една лежалка и клуп масичка. Дарко предпочита голем телевизор и рече дека таков ќе купи. И затоа го има формирано овој цид. Меѓутоа, кога го видат планот, тој посака да го нема цидот и да смислам нешто сосема друго, на кој што ќе може да стои телевизорот, а просторијата да биде уште поотворена од во моментов. Така што најверојатно дека сите овие ѕидови кои што веќе ги имам испланирано за ограничување на куинскиот простор, ќе ги снемам и ќе треба да направам некаков нов план, ама тој ќе го оставам за понатаму, затоа што сакам да го соживеам малку просторот. Оти тоа кај нас дома вака изгледаше. Се едно, голема трпезариска маса, некоја огледало, боите се сиви, со туркизно би сакала да бидат, вецето нема многу што да му правиме, освен да смислиме начин како да доведеме инсталација за уште една шолја во бањата. Значи, таа ни беше една попроблематична и сега вака кога ќе ја растеретиме, добиваме еден супер простор за супер бања, во која што во првиот сегмент ќе имаме шолја, може да има биде, не сака, простор за 2 мијалника и одзади на местото каде што ни беше големата остава, правиме еден голем туш. Мојата соба, како што ја нарековме, останува да биде гостинска соба во која што треба да има едно легло за преспивање, работен простор и најверојатно плакарите ќе ги потфрлиме и ќе правиме нови. Во спалната соба исто голем кревет, и голем плакар, бидејќи сака да има телевизор и нема никаков друг начин освен да се стави или на таван или во зоната на плакарите, ќе мора да ја направиме финтата што ја направивме минатата сезона во градски ѕид во еден друг стан, каде што поставивме централен ѕид на кој што е закачен телевизорот, а лево и десно има плакари. А просторот зад тој ЗИД може да се користи исто како гардеробер. Значи, отприлика тоа е концептот. Да изведеме. Меринос во Њу Јорк. Меринос во Париз. Меринос во Истанбул. Меринос во цел свет. Турскиот бренд Меринос е лидер во светот. Ова е гордост на сите нас. Меринос, секаде каде што живеете. Мега Куманово. Комплетна опрема и обработка на интериер и екстериер за вашиот дом. Од сега и со голем салон во Скопје. Леле, каков хаос. Не ми се влегува дома кога ќе помислам што се ме чека. Плакарите на Акрон ќе ви го разубават домот или канцеларијата, а во исто време вашата гардероба и документи ќе бидат безпрекорно организирани. Градените плакари на Акрон се вашиот излез од секојдневниот хаос. Слободно, одете си дома. Неверојатно е што се подот може да направи. Открите едноставноста. Пура вида од Ханс Грое. Ексклузивно во салоните на Шате во Скопје и Битола.
Бидејќи станов е стар колку мене, секако дека голем дел од работите мора да се изменат и поправат и се работи за целосна реконструкција, а не само шминка. Кога се извади линолеумот во кујната, кошулката беше толку ронлива што само ја собраа со лопата. На нејзино место се поставува нова. Бидејќи е центар на градот, 9-ти кат, мора да се работи рачно на лице место. И еве во оваа фаза, со нова кошулка, дел од електричните инсталации и без плакарите. Се уште стои паркетот за кој се размислуваме дали има шанси да се коригира, дополни или мора да се вади цел. Моите го расчистуваат објектот од сиот шут, но има нешта кои се останати, а не се за фрлање. Да, ама сте го направиле писта. Дојдете во право момент. Вистински момент се расчистено на убаво ушино врата да симнеш. Јутоа ќе направиме инциденти, тоа не знам дали... Така, ми се јави Се бубик. јави за книгите, така? Да, рече да ги джиткам. Ги джиткани Главно пред камион, веќе спремни за качување во камион да ги фрлиме и се слушнам со вас. Аз Ги што ви вратиме текнам? назад. Ги Прво вратиме не се назад. наши. Не се наши. А второ не се што да ви прво. кажам, мислам, штета да се фрлат Браво. книги, тоа се енциклопедии што стварно Да, си вредат тие. предат. Да. Апсолутно. И тука ги оставиме тука, тоа е ќе видиме. Од тука ќе земам со жолтата ќе пуштаме така. Добро, ама на две палечки да ми Да, ова ќе се пали што жолтата, да се напа. Така. Да не пуштам топка до таму да Не можеш. да гребам тоа. Не мораш. Е тука ќе лампата, овде ќе Добро, лампа, ще е тоа. ќе го вети тоа. Добро. Така. Доле А треба. овде ќе треба да Меѓу едно друго. и за телевизијата. Да, Овде ќе ги пуштаме лишот. Следи довршување на електриката и нарачка на прозорците. Паркетот дефинитивно се вади. Има голем дел од квадратурата која е уништена. Кажи ми колку квадрати остана. Сега ќе ги израчунаме. Не, ќе ги израчунаме добри колку има. Значи вака ни се сега наредени све и ги израчунаме колку имаме добри. Ја мислам дека за оваа соба, за таа кина, а за тоа тешко дека кина. Пошто имаме многу скапани парче. А ние кога го гледавме паркетот, тој беше целиот не беше изведен. Значи кога почнавме да го вадиме, видовме дека тој е скапан. И како што планиравме дека ќе се искористи за двете соби, сега нема да може, затоа што нема паркет. Кога оставиме скапаниот паркет, нема да биде удобно. Предлагам да се намести дневната со нов паркет, а со стариот паркет да се направат спалната и детската. Џабе мерење, премерување и убедување. Сепак излезе според Зоки. И не само паркетот плюс, и подготовката на подлогата, крпењето и слично се екстра трошоци. Поголема квадратура, поголем буџет, ке мора понатаму да барам чаре да излезам накрај со буџетот. Се консултирав и со Мими од Quickstep. Помислив, евентуално ако има на лагер некој поевтин готов паркет, да завршиме и со тој. Дадов максимум сума, таа провери, но есапот пак излезе речи си ист. Здраво. Полајс не стигнав, ама гледам нешто друго речи. Значи многу е битно со што како се одржува самиот пот. Да, навистина е многу непријатно кога ќе го исчистиш подот, ама најверојатно со неадекватно средство и така целиот мачканици нешто. Стапки се познаваат. Да, се јавуваат, значи и еколошки, пред се нашето еколошко.
Значи, постојат клининг, средство за секојдневно одржување и посебно средство за дрвени подови, кои што се третирани со етерични масла. Значи, тие се така посуви и ова е еднаш во месецот се употребува за хранење на самото дрво. А ова што е? Тоа ви е стик кој што е за отстранување на тешки флеки, значи хидрогенски фломастер, гуми од гумоочевли, мастики, така што тешко се отстранува, тешко се отстранува во вид на стика, значи директно кај флеката се дамка нема. Добро. Исто така имаме, значи, сет, 8 средства за одржување, значи постои сет кој што е комплет од џогер со телескопска рачка, средство и внатре имате и крпа. Тоа е овој тип на крпа, да. Значи и поединечно, освен како сет, значи имаме и поединечни во продажба и средства и крпи. Крпата може да се пере на 60 степени, но да не се употребува средство за омекнување. Што самата антистатичкото својство се губи, има 3 различни димензии на влакна, така да може и во фук. И за паркет и за ламинат? И за паркет и за ламинат. Добро. По сите фази кои беа закажани, ќе треба да се сработат и плочкарските работи. Имаме некаде околу 50 квадрати плочки, иако немав намера да ги поставам на сите ѕидови. Одам до шат. Ова е едноставна, голема димензија, ефтини се, не се скапи, пристапна цена. И тоа ми треба конкретно во овој случај. Практично истите ги искористивме и овие како входни и другите во претходниот објект што вработевме. Само сега поинаква комбинација ќе направам, дури нема да ставам плочки на сите страни. Ќе кратите. Нешто ќе кратам. Меѓутоа, гледајќи ги овие, не можев да не ги забележам, нели, некои од новите модели што ги имат. Колку интересно изгледа тоа баш како дрво. Да, баш како дрво, а не е дрво, камен е. Природни материјали се изработени и поради тоа се ефективни да се стават и на фасади, затоа што имаат и изолациона некоја заштита. Тоа се вика термо. Да, термострук, да, за тоа и имаат намалување на јаглерод диоксид. Не емитува, да. Море. Гледам и таму има некои други модели. Што е најинтересно дека позади секој камен стои природен мотив зашто се изработени. Баш конкретно овој, односно сите, не само овој се направени спрема некои географски одбележја низ цел свет што се од шуми, од пештери, од реки. Конкретно овој е камената шума во Кина. Така изгледа? Да, буквално така изгледа. Ти кажам, многу се интересни и ова за интериери, за екстериери ми кажа на фасада може да се лепи или како висечка фасада треба да? Може да се лепи. Прекрасно, а има таму едно декорче што многу ми се допаѓа и кое што супер ќе изгледа, па дури и со оние поевтинine плочки, ама некако бужат мислам дека не ми влегува во моментов, ама ќе се следам ја, да. Следниот пат некаде ова да го сместиме. Обавезно. На следното доаѓање во станот, прозорците беа завршени, електриката, паркетот изваден, голем дел од водоводот завршен, а објектот е хаотичен. Па како и секој пат го викам мојот херој да ме расчисти, ама се буни. Ама нема. И за тоа знаеш како се вика, нема нешто што не се плаќа? Не, вака не, ја да питам за добра волја не те викам. Ја да знае дека вака не дојде. Па и со право, иако една од обврските им е фрлање на шут, во ред е секоја група да си го собира своето, иако тоа најтешко им паѓа. Наред се гипскартонските работи. Приоритетни ми се ѕидот од дневната, значи меѓу дневна и спална, ѕид меѓу двете спални, ова тука, нели, до оваа линија до кај што ни е цевката таму доле се гледа, делот таму кај вецето, меѓу тоа да се искрои, таваните у бањите, оној ѕидот во бањата големиот кај тушот. Во иста линија се?
Да, овие се во иста, а овие не се во иста. Прекрасно. Ова е на друг валис, уште. Одлично. Значи овдека само имаме една греда. Да. Овдека ќе ни се појави една цела греда, така? И истата ќе треба да продолжи таму до крај. Значи ово е последен. Последен си. Да. Тој е последен. А За тој да не видиме беше дали таму го да имаме. не Не, само овдека Само преграда, тука. 60 сантима. 60, да. Колку ще е плакарот толку. А овдека не зборевме, не овдека. Не, таму само исполна една за да тука Да да си ми изравниш. изравниш овие. А, така. Ова да ми го изравниш, само тоа. Чекај. Ќе ги се. Збира. Мере на ръка. Не, се не мере. Заднив Зоки ќе го заврши редењето на паркетот, кој потоа го оставаме да се одмори некоја недела. Со Тито. Сликава ја најдовме во оставата и никако да ја джитнат или да ја дадат, па дури ја закачиле над зид. Да се знае. Кога ги завршија најголемиот дел од нештата, веќе се виде новата структура на станот и можам да нарачувам мебел, опрема и слично. Дојдов на објектот со Мики од Акрон, а тука пак еден куп работи и баш се е оставено на позицијата каде требаше да мериме. Каде беше празно, бе? А ове треба да мериме. Браво. Браво, среќа наша. Среќа наша. И типичен ходничен. Нели пола за чевли или не знам, сега ќе видиме според ширината целосна, после натре како може да се организира. И за кратко да има, и за долго, и за чевли. И за долго да има, и за чевли. така. Па барем 50% е за чевли, сигурно, остатокот ќе покаже, потребите ќе покажат. Врз основа на мерките што ги земав, со Ива се договаравме овој простор да биде поделен на два дела, повеќе или помалку за чевли и за гардеробирање. Тоа секако ќе зависи од муштери и од луѓето кои што ќе живеат овде. Он е згоден од наше искуство да биде 50% за чевли, 50% да биде за гардеробирање. Таму што има чевли е згодно да има можеби една или две фиоки. Тоа се воглавно средства за одржување на чевли, за чистење на облека и така натаму, тоа што е на секој плакар што е за ходник. А надвор за ликот, овде јас би препорачал да има барем едно огледало, но тоа е веќе работа на архитектот на Ива, па она ќе предложи вистинско решение. Од мерките со Мики одам до нивниот салон за да ги додоговориме деталите со Јасна. Како си Јасна? Добро, прикак се. Арна, погледнеме. Што измери Мики што се договаравме? Така, што измери. Фино е, тоа се е окей, овдека ќе ни треба само на лице место да направат дупка за инсталација во самиот центар. Главното прашање ми беше дека го нарачав со позадина, бидејќи зид немам. Дали има теоретски шанси како цела табла да се направи? 1,90 е овој или на 2,40? Голема 2 на 2,50, 2,40. Кусур? Добре. Да, така да тешко за манипулација со. Добре. Нема како да го качат всушност. Нема да може. Вака се, а вас ништо нема да ви промени ако јас ставам зид позади, така? Ништо нема да ви промени. Епа така ќе направам. Другото си е окей. Окей. Изфрлете таската. Добре. Чекам со плакача. Пред да продолжам, прво на ред ми се плочките.
Ми се допаѓа новиот туш. На моите не им текнало вака да ја прошират бањата, иако морам да признам дека пред 30 на години не беше баш ин туш кабина, освен ако немаш место, а пак за отворена не сум сигурна дека некаде сум видела во тоа време. Би било сосема вон нормалните стандарди и нешто кое би го правеле ако ептен немате пари. А денес тоа е демек јака финта. Целиот стан во исти плочки, со исклучок на терасата и нештата ќе бидат одлично вклопени, барем во мојата глава. На половина пат сме, со речиси завршени градежни работи, со кои добивме еден отворен простор. Кога се завршени овие нешта, како електрика, водовод, зидови, подови, може да се размислува за мебелот. И јас така да ти го презентирам мојот објект, а ти ми рече се нешто право ми даваш. Да. Правам се медијапан, бел, иверка ваква таква. Да, па да направиме нешто покомплицирано. Може, да видиш што изработуваме ние. Ајде да видам. Кај сме сега тука, што ми отвори? Па имаме салон на Facebook. Добра. Фотографии, ние. Ова се вие работите? Да, има и во салоно. Готови работи, да. Па треба на гости да дојдеме да видам што има во салона. Трапезариски маси работите? Трапезариски маси, масички, комоди. Значи, кажи ми, еве, за ваков тип на кујна, ако овие наши ве ги правиш за 2-3 недели, колку време ти треба за една таква покомплицирана? Од 2 до 4 недели. Значи, зависи до кујњата како е, што е. И колку работа има. Колку работа има, да. Колку витканици има. Така. И сите тие ги работите во погон кај вас? Да, сите ги работиме во погон. А гледам дека и масив работите. И масив, да, дрво, лајсни. Да, во ресторан. Да, во ресторан. Значи, од секаков материјал, се што треба, се изработува, да. А ти занаетот од кај го имаш научено? Имаш подготовка. Добра позадина. Наследник. Да. А Марија, зашто се вика фирмата ми горе? Да, черка ми. Сите се. Значи сега ова на наследник треба да е. На наследник. Добро. Па добро, ова е многу интересно. Да. Вака што гледам сега, јас генерално пак се држам до тие моите прави форми, меѓутоа вака добра шанса ми даваш да можам да знам дека можам се и се што да изработам со тебе. Негде кој е потребно. Така, дека може да правиме се. Да. На објектот има детали кои треба да се коригираат. Секој пат има нешто што или тие не слушнале дека треба да го направат, или може јас не сум им назначил. Во секој случај, за целосно да завршиме со градежната фаза, фали да се замени уште една позиција на дворешната врата. Јас дојдов со врата, ама треба нешто. Да, нешто ново. Значи можам да покажам, ова е едни од најновите мустри што ни стигна од Италија. Од лидерот, можам да кажем, и во Европа, Сант'Агустино фабриката. Многу убаво изгледа и основната плочка и декорите се завршени. Изработени се од бела паста, плочките со супер димензии. Значи имаме сертификати дека се еколошки, со дигитална технологија се обработени. Че ова печатање? Да, печатењето е. Да. И светки има и како 3D изгледа целото, многу интересно. Ма се допаѓаат овие така има нежни се, јаки. Интензивна боја. Ова треба да имаш душа и добар стил. За да го ставиш, баш е добар. Декорите се многу убави. Гледам дека има и по пастелни нијанси. Дали има готови купател, може и да се види како изгледа. Ова е едно вие. Баш се убави. На златно. Елегантно. Елегантно се, пошто се и со висок сјај. Финишот? Фино. О, романтично. Романтично, бои пријатни бои. Ова е новата серија, Диарија. Диарија? Да. Романтично за нека романтична бања. За нека, да. Така, може би по-класично. Да, супер изгледа. И ова е нивно. И ова е на Сант'Агустино, со висок сјај. Така, цвекиња, коткички, се има. Све има. Новата мода. Да, и овака ова може се види со лајстички убаво. Да, тоа декорацијата е добра работа, како ќе се наредат во една бања. Супер.
Убавата работа во готовите врати, доколку ви одговараат димензиите и декорот се разбира, е дека денес ќе ја купите, утре веќе ви се на објект и ја монтираат. Другите типови врати си бараат време за изработка, но секако ако сакате нешто поспецифично, ќе си почекате. Бојадисување и акрон во исто време. Прво, акронци се речиси незабележливи, завршуваат бргу. Второ, просторов не е голем, не му пречат никому. Основната боја на објектот е светло-сива. Се комплет со исклучок на спалната, за која Дарко како да ми рече подречлива, а не посмирена. Забегувам по некој пат. Па со оглед на боите, кои ако нема декор ќе бидат целосно здодевни, треба веднаш да размислувам на декорација на ѕидовите. Одам кај моите нови пријатели во Декор и Дом. Симфонија на осветлувањето. Егло, My Light, My Style. Производите на Егло може да ги најдете во салоните на Манекс. Мега Куманово. Комплетна опрема и обработка на интериер и екстериер за вашиот дом. Од сега и со голем салон во Скопје. Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 3 136 175. Академија Авангард. Уживајте во прегратките на својот дом. Декор и Дом. Југоекспорт Стил ви ги нуди најдобрите светски брендови за производство на мебел на едно место, по најповолни цени и со најголеми попусти. Алпле Словенија, Алф Италија, Камел Груп Италија, Калигарис Италија, Кота Италија, Натуци Едишнс Италија, Миото Дизајн Словенија. Само во Југоекспорт Стил. Браво! Колку ви убав постерот. Јас мислев тапети нешто да ви нарачам, меѓутоа вака како го видов, може. Да, сега уште само да најдеме. Така, има голем избор на фототапети, урбани, флорални, на National Geographic, на Disney. Баш удобно. Чиба е фабрикава, колкави се димензиите, сите ги се букави. Германска фирма постои од 1967 година и се лидер во производство на фототапети. Ова е димензијата во која што доаѓаат тапетите или? Да, постои таа димензија 368 на 254 како што во, има многу други димензии. Доаѓаат во хоризонтала, во вертикала, како слики, да. Епа ние гребат за едната соба со сигурност да избереме вака, бидејќи таа 350 долга на 252.
Добро, супер, Така таман што ќе ви е одговара. топ како димензија и сега да видам само кој нели би бил тој постер. Таа има една многу чудна сина боја што јас таму ја ставив и треба сакам да ја освежам со нешто дрвенесто. Гледам тука некои структури, можеби би било вака, ама не би сакала да е такви структури, значи да нека фотографија да изгледа стварно многу добро. Може и во каталог да разгледаме. Вие сите три се? Да, сите се на комар. Материјалот е хартија? Хартија, овие се хартиени, има Како и се сувенири. асоцира? Пошто се најголемите се во 8 дела, се стисимат лепак со нив, се раствара во вода, се става лепакот на едното парче и се чека 3 минути да помине за да се налепи. Битно е дзидот да се обележи пред да се нанесуваат и ги лепите од средина на надвор. Така, сигурно си има и шема запишана таму. Така си има. Ова и пак Тоа е тоа. Готово. Мислам дека ќе изгледа ефтендро. Да, супер е тој. Добро, а освен во салонов, каде може сите модели да се прегледаат? На decoridom.com и на comar.de. Добро, значи на интернет и доколку го нема моделот да може да поминат кај нас, ние се наоѓаме на Теодоси Гологанов, одмаз до Бугарска амбасада. Добро, и ако го немаме, тогаш нарачката Тогаш може да, нарачката е од 2 недели до месец ден. Одлично. Па добро, ти ќе провериш сега овие две што ги избрав јас дали ги имате, ако ги немате, нарачајте ги за 2 недели. Да, сигурно ти се чекам. Сигурно сакате да видите како ќе изгледа објектот на крај, но пред тоа, уште еднаш да се вратиме. Како изгледаше на почетокот? За да видиме до каде сме стасале сега. И да ви дадеме само еден мал прозорец од она како ќе биде. А сето тоа ќе го гледате следната недела, исто во време на Телма телевизија. Много е убаво. Се допаѓа? Конечно.